Пред стариот клавир седеше постар професор со очила поцрни од најцрната ноќ. Професорот е слеп, низ шепот ни рече Трендафил Дерменџиев. Мене и на брат ми трпкини поминаа по телата и со сожалување го погледнавме слепиот професор, а тој и понатаму гледаше неодредено низ темните очила во неизвестноста. Дојдов јас, професор Алчев, му рече Трендафил. А момчето за кое пред неколку дена зборувавме, го донесе ли и него? Праша професорот. Да, професоре, тука е, му потврди Трендафил. Седни до мене, му рече професорот на брат ми и почна да го доближува столчето на кое требаше да седне трпко. Професорот Алчев почна да го пипка брат ми по лицето, по челото, по носот и ушите. Откако го запозна со очите на слепите, го праша. Како се викаш, момче? Брат ми со растреперен глас го изговори своето име и презиме и уште толку се возбуди. Не само од гласот на професорот, туку и од неговата близина. А најмногу беше растревожен од неговите црни тркалезни очила со кои му беа покриени очите. Трендафил ми рече дека си знаел да свириш на виолина и тамбура, му рече професорот Алчев на брат ми. Знам нешто, професоре. Да слушнам, што ќе ни отсвириш, му рече стариот професор. Ако успееш да не увериш во своето свирење, веќе од понеделник ќе бидеш наш редовен ученик, додаде професорот. Може ли стоејќи да свирам? Праша брат ми. Може, му рече професорот. Возбудата кај брат ми, но и кај мене, го достигна врвот. Затоа, со растреперените детски раце, почна да ја одврзува врвката со која беше врзан капакот од футролата на виолината, за да не го изгуби гудалото. Откако го извади инструментот и гудалото, ја стави виолината на рамото, која беше без перниче и без подбрадник. Сите присутни замолчеа, само нашите срца ниту молчеа, ниту спокоено биеа, особено трпковото. Тоа беше посилно и од тапите удари на дрвените набивачи, со кои ги набиваа дрвените подпирачи на матицата на реката, за да го зацврстат еврејското мовче, како не би го однеле водите на Вардар. Кога се беше подготвено, трпко праша. Што да свирам, професоре? Што сакаш свири, само почни да свириш, му рече слепиот професор Стојан Алчев. Може ли, професоре, додека свирам и да пеам? Срамежливо праша брат ми, чии очиња уште повеќе блескаа. Како не може? Може, само ако знаеш да пееш. И почна да тропа со прстот по црната површина на клавирот. Трпко уште еднаш ги изгледа присутните во училницата и пак длабоко воздивна, како да носеше некаков тежок товар на слабите детски плеќи. Почни веќе еднаш, со мимики и со тивок глас му реков јас и се поднаместив на столчето. Нема веќе чекање, си рече брат ми, колку да се охрабри себе си и го повлече старото гудало по раштиманите жици. Ги курдиса со голема прецизност и почна да свири. Штом го отсвири во ведниот дел од песната "Собрале ми се набрале", почна на сет глас да пее. Тој пееше со таков занес и чистота на гласот, како некогаш порано кога пееше на училишни приредби и други свечености. Професорот Алчев, кога го слушна префинетиот детски глас и гласот на виолината, остана неподвижен, а учениците кои се затекоа во училницата заборавија да си ги затворат устите. Сите што се најдоа таму во тој момент, сите беа изненадени, не само од свирењето, туку и од песната на брат ми. Па, дури и чистачката Магда со крпата и метлата в раце остана збунета до вратата.
Оди, трендафил, викни ги колегите, почна да вика професорот Алчев како надвор од себе. Кои колеги, професоре? Уште позбунет праша ученикот Трендафил Дерменџиев. Сите нека дојдат. Ама професорот Стојан Крстевски и директорот Луи Илија Николовски да не ги заборавиш, му рече стариот професор и почна и тој да се возбудува. Трендафил излета од училницата како да гори нешто. И не би час се врати со неколку професори, меѓу кои беше и Илија Николовски Луи, директорот на училиштето и професор по труба, и Стојан Крстевски, професор по виолина. Кога професорите влегоа во училницата, брат ми го привршуваше последниот рефрен од Гоцевата балада. Сега, момче, уште еднаш ќе ја отсвириш и ќе ја испееш истата песна. Видно возбудени со нагласени емотивни чувства, му рече професорот Алчев и си ги извади црните тркалезни очила, за да си ги избрише солзите од очите. Јас и брат ми ги наведнавме главите, бидејќи немавме сили и храброст да погледнеме во очите на професорот Алчев, затоа што не знаевме што ќе здогледаме на местото од каде произлегуваше човековата изворна светлина. Крајот на песната заврши со френетично ракоплескање и извици од присутните во училницата. Од понеделник, кога и официјално започнува второто полугодие, ќе почнеш редовно да го посетуваш нашето училиште, му рече на брат ми професор Стојан Алчев, кој уживаше голем авторитет и почит кај учениците и кај професорите. Така ќе биде, колега Алчев, го прекина директорот на училиштето, само со едно дополнување. Какво дополнување? Со чудење праша стариот учител. Новиот ученик првата година ќе ја посетува подготвителната паралелка, додека да ја совлада основната музичка терминологија, а потоа ќе помине во средното музичко. Со предлогот на директорот, сите присутни професори се согласија. Од тогаш, брат ми трпко, стручно, под будното око на професорите, а особено под надзор на професорот Стојан Крстевски, кој му стана и професор по виолина, продолжи да ја изучува и музичката терминологија и техниката на свирењето. Јас и брат ми во тој момент бевме многу среќни, затоа што и на двајцата ни беше исполнета желбата.